Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате 10-тиот дел од книгата Потребата од имам. Авторот на оваа книга, Хазрети Мирза Гулам Ахмад, чесниот основач на светски раширениот Ахмадија муслимански джемаат, роден во Кадијана, село во руралниот регион на Пенџаб, Индија, бил од Бог одреден реформатор на подоснежното доба на ветениот Месија и Мехди, бил пратен од Бога како исполнување на претскажувањата содржани во Библијата, чесниот Куран и хадисите, со посебна задача на повторно откривање на исламот во неговата првобитна форма и убавина, и луѓето да се вратат кон нивниот создател. Ова книга е напишана само за 1 ден и половина и е печатена во печатницата Дија ул Ислам Кадијана под надзор на Хаким Фазил ул Дин Пхервија, собственик и менаџер на печатницата. बदरगाह ज़ीशान खैरुल अनाम शफीउल वरा मरजए खासवाम बसद इज्ज़ो मिन्नत बसद एहतराम. Бидејќи Бог не сака да дозволи неговите закони да исчезнат во двосмисленост и нејасност, Он направил претскажувањето за Алекхрам да биде јасно исполнето. Тоа претскажување било апсолутно ослободено од било какви должности и обврски и ги содржало сите детали за датумот, денот и начинот на неговата смрт. Но што? Непријателите на вистината не извлекле корист дури ниту од овој очигледен Божји знак. Очигледно е, ако јас бев лажливец, претскажувањето за Лекхрам би била величествена прилика да ме понижат, бидејќи немаше никаков приложен услов. И ако се покажеше лажна мојата пишувана изјава, за тоа заедно со претскажувањето кое јас го објавив, ќе бев сметан за лажливец кој заслужува казна и понижување. Ако бев лажливец, во оваа прилика се моќниот Бог ќе ме осрамотеше и ќе ја избришеше секоја моја трага и трагата на джемаатот. Но Он тоа не го направи. Наместо тоа, Он ја покажа мојата чест и ги просветли срцата на оние кои поради своето незнаење не го разбрале претскажувањето за Атам. Зарем ова не е момент да се замислат за тоа зошто Бог ми помогнал во поглед на ова претскажување кое немало никаков приложен услов и чие неисполнување би значило моето потполно уништување? Зошто Он го исполнил ова претскажување и со тоа срцата ги исполнил со љубов кон мене во толкава мера, што некои од моите заколнати непријатели дојдоа со плач и влегоа во мојот баијат. Ако ова претскажување не било исполнето, Мијан Баталви Сахиб можел задоволно да замислува какви остри коментари ќе објави против мене во Ишаатус Суна и каков печаток тие ќе остават на луѓето. Може ли некој да разбере зошто Бог го историл срамот и немилоста на Баталви и неговиот сој, и зарем во чесниот Куран не било одредено дека Бог победата секогаш ќе ја подари на верниците? И што ќе останеше од мене ако ова претскажување, во кое не бил приложен никаков услов и се однесувало на противникот кој кинисаше на мене, се покажеше невистинито? Зарем не е вистина дека шаик Мухамед Хусеин Баталви би скокнал од радост ако претскажувањето се покажеше невистинито? कि तौहीद ढूंढे से मिलती न थी हुआ आपके दम से इसका Тој во својот весник би напишал возбудливи коментари, исмејувајќи ме, и би одржувал јавни прослави. Но што тој направил кога претскажувањето се исполнило? Зарем не е вистина дека тој го отфрлил величествениот Божји знак, како тој да е отпад, и во своите весници индиректно покажал дека јас сум убиец на Лекхрам? Јас ви велам, јас не сум убиец
кој убива со човечки средства. Всушност, јас убивам со небесното оружје, со дова, и на ова морав да се одлучам, само поради неговите тврдења и повторување на барањата. Јас не сакав да правам дови против него, но тој самиот сакаше. Можам да бидам обвинет за убиство, на ист начин како што честниот пратеник салаллаху алейхи веселем бил обвинет во случајот Хусро Парвес, кралот на Персија. Според тоа, случајот на Лекхрам е дефинитивен Божји доказ против Мухамед Хусеин и на оние кои се слични нему. После тоа дојде Божји знак, поврзан за правната постапка, која ја покрена доктор Кларк, и беше исполнето предскажувањето, кое нашироко беше објавено на стотици луѓе, и тоа пред изрекување на пресудата. Шаик Баталви доживеа таков срам во овој случај што ако беше доволно среќен, моментално ќе се покаеше, бидејќи му стана јасно кој ја ужива Божјата помош. Запомнете дека во случајот на доктор Кларк, Мухамед Хусеин во тајна спогодба со христијаните не штедеше никаков напор да ме посрамоти. Мојот Аллах Джелешаноху ме ослободи, а тој доживеа такво понижување кога побара стол во судот, што секоја честна личност би умрела од срам. Ова произлегува од настојувањето да се понижи честна личност. На неговото барање да му се даде стол, заменикот на комесарот го прекори и кажа: ниту ти, ниту твојот татко никогаш немавте право на стол. Му наложи да се помести назад и да стои исправено. Уште полошо, додека тој беше остро прекорен, јас, на чиј срам дошол да сведочи, седев во столот блиску до заменикот на комесарот. Нема да ја повторувам оваа случка. Кој сака може да отиде до службеникот на судот и до неговиот персонал и тоа да го потврди. Сега се поставува прашањето, зошто се мокниот Бог во честниот Куран ветува дека ќе им помага на верниците и им дава почест, а ги посрамотува лажливците. Зошто тогаш постои ова спротивност дека на секое поле понижувањето, озлогласеноста и срамот биле судбина на Мухамед Хусеин? Дали е ова начинот на кој Бог се однесува кон оние кои не ги сака? Што се однесува до случајот на данокот на добивка, силна желба имал Шаик Баталви некако да ми се наметне данок и тој да пишува за тоа, да ги разубави страниците на својот весник Ишатус Сун и на некој начин до некаде да ги прикрие неговите поранешни понижувања. Меѓутоа во ова бедно се излажал и јас бев ослободен од данокот. Бог овој случај го оставил во рацете на службеникот, кој правдата ја спроведуваше вистинито и честно. Така несрекните и злонамерните и во овој случај беа попречени. Фала му на Бог 1000 пати што он ја објави вистината на власта. Овде треба да му се заблагодарам на Диксон, заменик на комесарот на областа на Гурдаспур, на кого се мокниот Бог му ги откри вистинските факти. Тоа е причината поради која од почеток сум и благодарен на британската власт и на нејзините службеници и имам секаква пофалба за нив, бидејќи секогаш предност и даваат на правдата. И капетанот Даглас, бивш комесар во случајот на доктор Кларк, и господинот Т. Диксон во случајот на данокот на добивка, ни пружија два примера на британската правда и честност кои не можам да ги заборавам се додека сум жив. Например, случајот пред капетанот Даглас беше многу чувствителен, бидејќи во него приговорот го изнесуваше угледен христијанин, кому подршка му даваше целото христијанско совршенство во Пенџаб. Но спомнатиот комесар не се грижеше за тоа кој ја поднесува тужбата. Наместо тоа тој постапи праведно
и ме ослободи. Случајот кој го сослушуваше господинот Т. Диксон исто така беше чувствителен, бидејќи владата е таа која има загуба од ослободувањето од данок. ये सब हलालो हराम अलैका सलातो अलैका सलाम. Но господинот Диксон со крајна почит се однесуваше кон честноста, правдата и непристрасноста. Според моето мислење, таквите службеници се прекрасен пример за грижата на страната на власта, за своите жители, на незината искреност и следење на принципите на правдата. А она што просветлениот ум на господинот Диксон го разбрал на вистина било вистина. Ние поради тоа сме крајно благодарни и правиме дови. Тешката работа и истрагата која ја извршил Мунши Тајудин, Техслидар, Батала, заслужуваат исто така да се спомнат овде. Тој во духот на својата правда и ревносна истрага пред високите службеници ја представи вистинската слика, што им помогна да дојдат до вистината. Овде повторно го наведувам извештајот на Техсилдар и конечната пресуда која ја издаде заменикот на комесарот. Копија на извештајот на Мунши Тајудин Сахиб Техсилдар, Паргана Батала, област Гурдаспур, во случајот за приговор на данок. Приложено со досието во судот на господинот Т. Диксон, заменик комесар. Датум на покренување 27. јуни 1898 година. Одлучено 17. септември 1898 година. Баста, приговор на данок на приход поднел Мирза Гулам Ахмад, син на Гулам Муртаза, жител на Кадијана, Техсил, Батала, област Гурдаспур. Заменик на комесарот на Гурдаспур. Господине, Мирза Гулам Ахмад од Кадијана, ова година е оданочен да плати данок на добивка во износ од 187,5 рупии. Никаков данок никогаш пред тоа не му бил наметнат на Мирза Гулам Ахмад. Бидејќи тоа е нов данок, Мирза Гулам Ахмад до вашиот суд поднел приговор, кој понатаму е доставен на ова оделение поради истрагата. Пред упатување кон истрагата во поглед на данокот на добивка, ќе биде соодветно нешто да се каже за Мирза Гулам Ахмад од Кадијана, за да дознаеме кој е тој и каков општествен статус има молителот. Мирза Гулам Ахмад му припаѓа на старо и благородно семејство, Мукхал, кое долго време живее во селото Кадијана. Неговиот татко Мирза Гулам Муртаза бил почитуван земјопоседник и поглавар на Кадијана. По смртта оставил прилично голем имот, чиј еден дел се уште е во собственост на Мирза Гулам Ахмад, а друг дел е кај Мирза Султан Ахмад, синот на Мирза Гулам Ахмад, кој го наследил преку жената на починатиот Мирза Гулам Кадир. Имотот во голема мера се однесува на земјата, содржи овоштарник, обработлива земја и приход од неколку села. Бидејќи Мирза Гулам Муртаза бил почитувана и влијателна личност, можно е според моето мислење да оставил огромен износ на готовина и накит, но никаква задоволителна евиденција во поглед на ваков вид на подвижен имот не е на располагање. Мирза Гулам Ахмад лично бил на служба во своите рани години и во поглед на неговиот начин на живот не може да се очекува дека можеби го потрошил приходот или имотот на таткото, готовината или накитот. Неподвижниот имот кој го наследил од таткото се уште не е допрен, но за подвижниот имот не можеше да се добие доволна евиденција. मोहम्मद ही नाम और मोहम्मद ही काम, मोहम्मद ही नाम और मोहम्मद ही काम, अलैका सलाम, अलैका सलाम,
Денес го завршивме 10-тиот дел од книгата Потребата од имам. Еселаму алейкум.